Почитувани гледачи, добро вечер. Гледка што сега ќе видите, може би ќе ви изгледа малку невообичаено. Ние лицата од Перо Наков без број дојдовме тука на Илинденска без број и веќе неколку дена од тука ги емитуваме вестите. Шеф условно на Илинденска без број е премиерот Никола Груевски. Господин Груевски, прашање на часови и време е веројатно кога А1 ќе престане на часови и на денови, кога А1 ќе престане да работи. Зошто пукавте во срцето на А1 со последниот потек на затварање на сметката? Благодарам на прашањето. Дозволете ми прво да кажам дека без малку 2 години не сум добил покана да бидам гостин во вашите вести или во вашата телевизија. Во последно време гледам јавни повици имаше до мене, меѓутоа никогаш по редовен пат и нормален пат како што тоа сте го правеле во времето кога сте сакале да бидам гостин. Не сте ми дали шанса да бидам гостин во вашите вести. Така што денеска бев принуден преку шефот на кабинет да замолам, јас да замолам ако може да бидам гостин во вашите вести, за да можеме да ги прокоментираме сите работи за кои што деновиве говорите, ги коментирате и ги квалификувате такви какви што ги квалификувате. Така што од тој аспект задоволен сум што е после тоа е потек што го цениме, да. После без малку 2 години добив шанса се појавам на вашиот медиум. Она што го прашате и воопшто ова све што се случува е ситуација во која што би сакав да нагласам дека деновиве се соочуваме со една ситуација во која што имаме замена на тези. Имено целата ситуација што започна околу случајот Перо Наков започна по судска одлука. Значи, не по одлука на влада. Владата нема ниту законско право, ниту пак сака да ја затвора А1. А1 и другите фирми кои што се наоѓаат на Перо Наков имаат одлука од надлежен суд. Господин Груевски, политичката волја на владата е очигледна. Не, ве сваќам што сакате да кажете дека судството е независно. Иво Котевски да ја прекинете емисијата. Сакам да ве прашам ако може да се заврши мисълта. Дали една земја кандидат за Европската унија? Ќе ви дозволам, да. Господине, вие сте главен уредник и не би требало вака се однесувате. Дозволете да завршим мисълта. Не, повелете, дозволете. Значи, ние имаме замена на тези со кои што се манипулира јавноста дека владата е таа која што сака да ја затвори А1. Тоа не е точно. Судот. Владата е таа која што само мора да спроведе одлука на судот. Заради судот ја има замрзната сметката, откако преходно започна истражна постапка, во која што има еден број на осомничени и притворени, и, како што денеска каже и обвинителот, заради тоа што оцениле дека нема имот на фирмата каде што е А1 и затоа е потребно да ја замрзна сметката. Така што сите укажувања дека владата е виновна и дека владата наложила, пукала, како што викате вие, се тотално измислени работи. Дали вие знаете дека судството е главната точка во извештајот на Европската унија и во последните изјави на господинот Рикер и на господинот Фуере, во кој е оценето како независно и пристрасно. Кога ќе речеме независно и пристрасно, тоа апсолутно зависи од политичките влијанија на владата. Сигурно не зависи од политичките влијанија на тутунарите, на лозарите или на стечајците. Значи, директната контрола, она за што ве обвинува Брисел и ве обвини и односно ја насочи критиката американскиот амбасадор, е дека судството е поставено на извонредно лоши темели, во кои што влијанијата врз судството од страна на извршната власт, односно од вас, е огромно. Не, такво нешто нема дека од мене е огромно. Значи тоа вие го кажете сега. Власт? Не. Вие кажете од мене дека е огромно. Значи јас ќе ви кажам една работа. Откако сме ние дојдени на власт, направени се крупни чекори во правец на подобрување на состојбите во судството. Донесени се крупни закони, изменети се постоечките закони. Особено во месец декември минатата година се донесе нов пакет на судски закони кои што делумно стапуваат на сила сега во 2011, делумно во 2012 и делумно во 2013 година. И како ќе стапуваат, така нештата ќе се подобруваат. Дали знаете што значи блокирање на сметка? Замрзнување на сметката? Дали знаете? Јас многу добро знам што значи тоа, но тоа е вообичаена постапка на судот кога станува збор за предмет во кој што има сомнение за криминал, за тежок криминал каков што е овој. Значи е вообичаена постапка. Таа не е постапка. Јас се распрашав деновиве да прашам дали тоа и во други случаи се случувало. Укажано ми е дека прво дека било препорака пред некоја година на Обединетите нации
и на многу експерти што почесто да се изрекува таа мерка и откако е ова вие ли го организирате? Вие што мислите? Да, добро. Ја мислам дека ние го организираме. Да, мислам дека вие. Или вашиот партнер. Кој е наш партнер? Си ги знаете. Во секој случај. А има ли луѓе што не се под влијание на нашиот партнер и нас? Ако може да одговорам, па ќе се осврнем и на тоа. Констатиравте нешто. Значи вака. Обвинети нации имаат препорака и домашните експерти, например, најдов на интернет најмалку 3 пати Слаđена Тасева има препорачено дека нема вистинска борба против корупцијата и криминалот, се додека не почне да се замрзнува имот, сметки, со пари и така натаму. Така што, откако таа иницијатива е поведена во меѓународни рамки, таа е започната и во Република Македонија почесто се применува и станува збор за вообичаена мерка на судот, одлука на суд, на надлежен суд, која што владата мора да ја почитува. Значи, ние, например, сме биле многу пати незадоволни, например, вие се сведоци, сме биле многу, само да ја завршам мислата, сме биле често пати незадоволни од одлуките на Уставниот суд. И сме ги коментирали. Некој вика тоа е во ред, некој вика не е во ред. Меѓутоа, секогаш сме ги извршувале. Нема една судска одлука која што не сме извршили. И конечно ќе ви кажам. Во септември 2006, ние кога влеговме во владата, се блокираше за 10 дена се блокираше сметката на владата. Затоа што преходната влада која што работела, луѓе ја тужеле, фирми ја тужеле, губела на суд и во тој момент околу 20 дена беше блокирана сметката на владата. Ние не одлучивме да излегуваме и да држиме седница на влада пред парламентот или пред А1 или пред судот. Ние ја почитувавме таа одлука на суд, бидејќи беше со судска одлука направено тоа. Исто како што со судска одлука минатата година беа блокирани сметките на Канал 5, исто како што со судска одлука беа на македонска телевизија блокирани сметките, никој не излезе да протестира, односно да работи на улица, покажувајќи... Дали премиера Македонија е потписник на конвенција за спречување на перење пари и конфискација на Советот на Европа? Дали знаете дека потпишано? Што е поентата, да? Дали знаете? Да. Дали знаете што содржи? Са треба да ги одговарам тука или? Да, прашање, да, знам. Повелете, што е поентата ваше? Дали ја почитувате таа конвенција? Секако дека ја почитува. Дали знаете дека во таа конвенција е предвидено дека при постапки кои се вршат во вакви случаи, дека треба да се почитува, да се овозможи делување на правниот субјект и да се овозможи делување на предприемаштвото? Знаете што, јас не сум правен советник да ве советувам што да правите. Јас сум не бараме, ние бараме, дозволете ви. Ние бараме од вас да ги почитувате конвенциите кои оваа држава ги потпишува, премиере. Да ги почитувам судските одлуки како што тоа сум го правил. А конвенциите кои потпишува државата? Кога нешто не сме го посакувале или сме биле против. Јас лично сочувствувам со состојбата во која се наоѓаат група новинари, меѓу кои што сте и вие. Тоа нема потреба. Вие можеби не сте виновни заради нешто што се случувало, што го правеле газдите или менаџерите, директорите на фирмите на улица Перонаков. Значи, тие го правеле дали го почитувате конвенцијата. Тие ве довеле во ситуација. Господине Груевски, само Борјан кажам. Тоа се меѓународни, не, тоа се меѓународни стандарди. Не, само сега да ве прекинувате цело. Не, тоа се меѓународни стандарди на работење и функционирање. И ако судот ги крши тие меѓународни стандарди, тогаш веројатно вие имате проблем со судот. Знаете што? Ние имаме поголем затоа што А1 утре, задутре или за 10 дена ќе престане да работи. Затоа што е блокирана сметката. И тоа треба да ви е на сите јасно. Овие луѓе овде не можат да земат плата. Овие луѓе овде утре не можат да наполнат бензин за да одат на работа. Овие луѓе овде не можат да си купат утрински оброк. Јас сакам да ве прашам, како во такви услови вие ќе обезбедите слобода на медиуми, ако сакате медиумот да го згаснете? Ако сакате да го згаснете единствениот медиум кој што, или да речеме, еден од најмоćниот медиум кој што објективно известува за работата на владата, бидејќи знаеме другите како известуваат. Јас да сослушам до крај, наспроти вашето однесување кај што ме прекинувате во сет разбор. Значи вака. И не барам да сочувствувате, се извинувам. Законот, тоа е моје, дали сочувствувам или не, вие не ви барате од мене, јас сам си го кажам, така? Законот е исти за сите. Не може да важи за сите фирми во Македонија еден закон. Не може некој да плати казна ако не носи каиш во кола и да плати 200 евра казна, а некој ако е особничен за 16 милиони евра или не знам за 10 милиони или за 20 милиони евра, тој да се повикува на вработените и да не ја почитува судската одлука
и да врши притисок врз владата. Јас ова поставување на студио тука го разбирам како вршење притисок врз владата. Владата да се јави во судот, да ургира, да притиска, да се заканува, да судот ја повлечи таа одлука. Ние тоа не можеме да го направиме. Ние никогаш не сме го направиле тоа. Ние никогаш не сме се мешале во одлуките на судот и нема да го направиме тоа. Може ли да прашаме? Инаку, прашањето е легитимно што го поставувате, но со тоа се соочуваат многу компании во Македонија кои што имаат проблем со работењето со законот. Зошто ова не го поставите како прашање, например, во случајот Бајрош? Таму имаше да ве прашам ова само. Дозволете. Дали еве вака кога се размислувате, дали се викате зошто судот ќе одбра најрадикалната мерка? Не, дозволете да завршам мислата. Ја ви слушам вас до крај. Значи, пример, во случајот Бајрош, вработените можеби не биле виновни што одредени газди, менаџери, управници и така натаму работеле незаконски. Тие сега останаа без работа. Кој е виновен тука? Виновна е владата, виновен е судот или виновни се тие кои што ги вработиле и ги внеле во една таква ситуација? Може премиера праша. Немојте така. Кога ги изгасија фирмите на Бајрош? После пресудата или пред пресудата, уште кога нема обвинение? Вие постојано мене ми поставувате прашање. Сите овие прашања. Интервју премиера кога ви поставуваме прашања, има други интервјуа, знаеме како изгледаат, значи јас сум председател на влада. И во тоа својство, јас би сакал на секој граѓанин да му помогнам доколку можам и доколку е тоа во рамките на моите ингеренции. Доколку се извинувам, ама не е коректно вака, вие не можете да се контролирате, постојано суфрвате зборови. Молам, оставите ме да ја завршам мислата. Вие ќе ми кажувате кога може да прашам? Не, кога ќе завршам мислата, тогаш. Ќе кажувате, така да може да прашам. Ова е карикирање сега што го правите. Повелете, кажете. Добро, ако сакате да не збораме, може ли да прашаме? Да ве слушаме вас само. За време на овој интервју. Кога се договараме за интервјуто, не прашавте, одговарам. Ви одговара.